Во вчерашната 7-часовна контрола на софтверите кои ги користеле 14 разни видови услужни фирми во Гостивар, Владиното координативно тело за заштита на индустријска и интелектуална сопственост пронајде и одзеде 29 компјутерски куќишта со нелиценциран софтвер, од кои 23 се пронајдени во едно интернет кафуле, 3 во 2 геодетски друштва и едно исто така во интернет кафе. Во една кабловска телевизија пак откриено е дека емитувала 4 неоткупени канали. По целосното расчистување на сите поединости, сопствениците на објектите ќе се соочат со соодветни поднесоци. 54 годишен жител на Слатино вчера пријавил дека помеѓу 15 и 16 овој месец непознати сторители извршиле тешка кражба во приватната фирма Хидротерм. Кратците одзеле апарат за заварување, 2 метални радиатори, 28 бакарни цевки со различни димензии, батерија за бања и плинско шише. Вкупната материјална штета според сопственикот на фирмата се проценува на околу 5000 евра. На автопатот Скопје-Тетово во непосредна близина на Добарскиот подвозник вчера околу пладне патничко возило Мерцедес со скопски регистарски таблици, што го управувал 22 годишен скопјанец, загубило контрола и удрило во бетонскиот столб од подвозникот. Од ударот, возачот и четворицата со патници од Копачен дол на возраст од 19 до 43 години задобиле телесни повреди, пренесени се во Тетовската клиничка болница и по укажаната помош пуштени се на домашно лекување. Извршен е увид и се расветлуваат поединостите поврзани со оваа незгода. Првично, причина е неприлагодената брзина според условите на патот, додека вкупната материјална штета се проценува на 100.000 денари. Ноќеска половина час по полноќ на улицата Илинденска во Тетово полициски службеници на СВР Тетово запреле патничко возило Голф 4 со тетовски таблици. 23 годишниот возач не поседувал возачка дозвола, заради што му е изготвен соодветен платен налог. Меѓутоа, тој телефонски го повикал својот 50 годишен татко, кој кога пристигнал, почнал да ги навредува и омаловажува полициските службеници. Нешто подоцна, приведен е во полициската станица Тетово и изготвени му се поднесоци. Според тетовската полиција, од почетокот на годинава регистрирани се 9 напади врз овластени службени лица и 12 случаи на нивно навредување и омаловажување.